Почитувани ученици, нивни наставници, како и на сите граѓани на нашата република, нека ни е честит денот на мајчиниот јазик, денот на македонскиот јазик и денот кога е кодифицирана македонската азбука со решение од 5. мај 1945 година. Јазикот секако го сочинува азбуката, потоа од азбуката зборовите, низите на зборови што образуваат реченици, речениците што образуваат раскази, романи и така натаму, драмски дела, стиховите што образуваат песни. Меѓутоа, јазикот е многу повеќе од зборови. Како што вели нашиот поетски великан, академик Гане Тодоровски, јазикот е воздишка низ која првпат сме заплакале. Можеме да знаеме безброј јазици, меѓутоа, чувството што не обзема кога говориме на мајчиниот јазик е незаменливо. На ниеден начин не можеме подобро да ги изразиме собствените емоции отколку преку нашиот мајчин јазик, преку македонскиот јазик. Реков, многу дела се напишани на македонски јазик, меѓутоа, тука секако треба да ги споменеме и преведувачите, затоа што да не беа тие и да со нивната моќ за учење на јазиците, ние ќе останевме скратени за многу убави дела од светската книжевност, доколку тие не беа преведени на нашиот македонски јазик. Македонскиот јазик, неговата топлина, неговото богатство, неговата убавина и неговата моќ живее низ делата на Петрема Андреевски, на Миладинов, на Конески, на Рацин, потоа на Видое Подгорец и на многу други автори. Живее и преку научната мисла и живее и преку нашиот секојдневен говор. Меѓутоа, ние мораме да се грижиме, мораме што повеќе да зборуваме, што повеќе да читаме, да го збогатуваме секојдневно нашиот фонд на зборови, за да се изразуваме со сигурност и точно да ги упатиме нашите мисли кон нашиот соговорник. Така што нам ни останува да читаме, да учиме и секој ден да го продлабочуваме нашето знаење во однос на нашиот јазик и да ја откриваме неговата топлина преку убавите дела создадени на него. Јас денес ќе ви прочитам неколку песни во чест на овој ден и ќе започнеме со една песна што се вика Зборот и е од нашиот великан Блаже Конески. Од секогаш сум мислел за излишноста на зборот, дека најмалку го трога тој онега што му е упатен. Од каде тогаш таа потреба да се искажуваме дури со ритам и рима, дури со алитерации? Тука видија сега безсмисленоста на земните извори. Било на ќуќур, било на вода, било на грлен извик. Тоа е порив и за смисла не прашува. Потоа уште една песна од Блаже Конески со наслов Зборот. Чувај го зборот добро врзан, како необучен конј што знае да каса, да клоца, да мава. Чувај го, зашто ако го пуштиш така разоглавен по чаирите, кој знае која луда глава ќе посака да го јава. И третата песна од нашиот највелик Блаже Конески, кој има огромен придонес за создавањето на нашиот јазик, на нашата граматика, за научната мисла во јазикот.
меѓутоа и во уметничка смисла оставил прекрасни своји песни, затоа велам дека е највелик. Можеме да речеме, тој е Бог на нашиот македонски јазик. Создавач и деец каков што ретко се раѓа. Тој е еден од основачите на Македонската академија на науките и уметностите. Понатаму тој е основач и на Друштвото на писателите на Македонија и безбројни се неговите заслуги. Токму затоа, по овој повод, читам уште една песна од Блаже Конески, која носи наслов Ракопис. Првото пеперуже во оваа пролет, со бели дамки по небесната синевина. Меѓу младото зеленило на липите и кајсиите ги бележи своите бели стихови. Така, и поради тоа, јас, тоа во кое сум влюбен, повторно го засакувам. За среќа, освен нашите основачи, нашите великани, нашите преродбеници, јазикот живее и денес преку делата на новите генерации автори кои создаваат врвни уметнички дела, пишувајќи на мајчиниот македонски јазик. За среќа, јас сум дел од тие автори кои сега создаваат и пишувајќи се откриваат себе си, го откриваат светот, но и го откриваат македонскиот јазик. Сте се запрашале ли, иако се надевам дека повеќето од вас знаат, Прилепчани вода пијат дури од изворот Студенчица. Пред неколку години отидов на тој извор, а сега, од кога сето тоа го преживеав, се роди една песна со наслов Дарува извору. Дарува извору. Мајка ми додека ме доела, од тебе вода пиела. Од тебе ја испив првата голтка вода, првата капка живототворна. Со твојата вода ми ги миеа издрасканите колена и секогаш те имав да ги полевам цвеќињата, да ја прскам улицата, да разладувам во квечерината, да ги освежувам зеленилата. Кога земјата измрзна, кога ти секна, кога се желнееше за твојата снежница, тогаш учевме, тогаш моќта ти ја узнававме. Разбрав тогаш кој си. Во мигов пред тебе стојам, клекнувам на колена, те бакнувам на површината тебе, сину на бистра. Пени, плени, издржи ги сушите, напој ги душите, не престанувај, помоќен станувај. Лековити ти се капките, лековит е жуборот твој. Дарувај вода извору за мене и за родот мој. Јас на крајот од ова видео ќе ви се заблагодарам за вниманието, ви го честитам денот на македонската азбука и на македонскиот јазик. Се заблагодарувам на наставничката Јулијана Талеска од Основното училиште Климент Охридски од Прилеп, која ме покани да соработувам, да земам учество во одбележувањето на овој значаен ден и се надевам дека ова ќе им се допадне пред се на учениците и ќе им биде од корист. Пријатно.